Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија Пробишти. Дека опасностите од пожари демнеат во овие топли летни денови а последиците од нив може да бидат несогледливи. Не убедува и денешниот пожар што избувна во селото Петршино, каде што се опожарени повеќе куќи и е направена огромна штета. Екипа на телевизија Пробишти беше во моментов на пожарот на лице место и еве што забележа. Добро, ти више не е опасно. Преферли бе што не е опасно. Преферли да душе. Преферли да помене. Гранки бе. Преферли. Абе, повејата да ги прекараме. Дек да го веат. Вода не е. Удри назад, удри ги намо. Што по овој дел не правилно? Голечек. Чека вода да снима. Еве екипата на телевизија Пробишти пристигна во моментот кога и самите овде жители се обидуваат да го санираат пожарот, меѓутоа ветерот не го дозволува тоа. Очигледно и покрај тоа што пожарните дојда, огинот се проширува со навистина неверојатна брзина. Од каде сте вие? Од неокаде. Го забележавте кога огинот? Па стоја пред малку. И дотрчавте да помогнете? Да. Меѓутоа ветерот нешто очигледно нема да дозволи, се прошири многу, се шириме со голема брзина. Не можеме да угасиме ништо. Од каде овој оган, дали знаете? Од Кедреначко. Како, што се запали таму? Не знам. Дали ова голема површина што е зафатена со пожар изгоре? Па изгоре не. Така. И вие кога го приметивте? Пред пола саат. Пред пола саат. На кој начин се обидувате тоа да го направите? Еве, се обидувате меѓутоа тешко. Со гранки, ама не било, но ветер има. Така. Дали брзо реагираат овие противпожарните екипи? Да, ама нема доволно многу вода нема за тоа. Ora se gasam bez toga. Ajde, ideme u pot. Ова сила. Ама сила е. Почитувани гледачи, се наоѓаме се уште на местото каде што избувна пожарот пред селото Петршино. Овде се уште не е локализиран пожарот, горат како што можете да приметите ниви и бали, меѓутоа добиваме информации дека во самото село каде што ние не можеме да влеземе, се запалени неколку и горат неколку куќи.
Екипите на противпожарната екипа и доста жители на околните села помагаат во санирањето на пожарот, меѓутоа очигледно ветро тоа го невозможува. За сега немаме информации што се случува во селото, меѓутоа се надеваме дека тоа ќе го добиеме од надлежните во противпожарната служба. Со помош на возилото од електродистрибуција, еве дојдовме и во селото, на самото место, каде што екипите на противпожарната служба веќе санираат еден пункт овде зафатен со пожарот. Што изгоре сега? Па слушайте, многу, половин селото изгоре. Колку куќи, дали знаете? Па не знам, отприлика, ама 10 куќи сигурно се изгореле, трактори таму, крајната куќа, тоа е зафането, школото, изгорело се, ја дом веќе само кажаа, вика пожар, гледам. Вие сте од тука? Да, од тука. Дали вашите куќи изгоре? Не, тука еве, ја тука и горе имаме, да семе не е више спречено е тука. Да. Дали знаете како дојде до пожарот? Пожарот кажаа таму виделе од кај меѓу Дренак и Стрмош, некои страништа горели се. Меѓутоа на луѓето не сериозни сваќање работите. Кад се виделе тај оѓен, требало одма да кажат страништата со трактор или било нешто да се спречи. Меѓутоа више кад приближил во селото джабе не можеш да придеш, зафанати одма стогове, плева со тие сено и тоа не се пријаѓа. Ја горе ќе изгореше од десната страна целиот, појдо да гасам пламени, бега не бива. Дали се направени големи штети? Дали многу изгореа? Па многу куќи, има големи штети, не знам, тоа ќе се види после. Сега не знаеме, оти на сите страни целото колено со овоќе. И од згоре и од таму не може да се спречи, разсејасени се. Очигледно возбудени мештаните од ова местна заедница кои помагаат во санирањето на пожарот. Меѓутоа, како што кажуваат, целото село веќе е зафатено, дури постои опасност и бучиште да се зафати. Вие од кога учествувате во помошта околу пожарот? Па ја бев у Пробишти, го видов пламено директно таму од почетокот на селото додека стигнав, пола селото таму беше изгорено. Што можеме спасуваме од таа страна да не преде овие нагоре се бути изгорени некои. Каде се жителите? Жителите се по селото тука, кој може да гасат, кој не. Тука се по селото. Колку помагат противпожарните екипи? Па има 2-3 камиона доваѓаат цистерни, сега ние не ги броеме тука, не сме одеме на сите страни. Се плашите ли дека нема да се санира оти? Очигледно се уште пожарот е доста силен. Пожарот дивее, има унетре у селото копи, слама, стогове и тој се шири, не може и они така да спасат некои работи, што не бива. Дали... У селото има стогове, има копи, има и тој кога се запали ветер го дигне джабе, пожарни джабе, ништо. Ке гледаме тој што не е изгорело да спаси. Дали знаете така како дојде до овој пожар? Не знаеме ние кад дојдоме гореше, веќе ние дојдоме да гасиме и да спасиме што останало. Од таа страна, од Дренак таму некаде, од каде дојде не видовме, не знаеме.
Еве и во самиот центар на селото и самите жени помагаат да се санира огинот. Што ви изгоре вам? Нас ни целата храна за стоката изгоре. Кога го приметите Па пожар? ние околу 12 сатот беше. Од 12 часот и не успеавте ништо да сторите. Ништо не може да спасеме. Се гореше. Вода немате. Вода нема од чешмите, цистерни, нема да се нема ништо да се спаси. Спасите ли нешто од по куќиња добиток? По куќината не фана, ама добитокот внатре во шталите и стае. Може, има шанси да изгоре. Штетата е голема. Голема е штетата. А колку, дали знаете колку куќи изгоре? Па не знам, ние скоро дојдовме. Тоа огинот беше пред тоа, додека да дојдеме. Па не може да влеземе во селото. И така. Еве во гаснењето на пожарот помагаат и полицијата и противпожарните екипи, меѓутоа и резервистите. Од кога сте овде? Па има 3-4 сата. И тешко оди. Тешко. Дали имате некаква барем првична проценка, дали многу куќи изгореа? Па има многу изгледа, точно немам поем. Овдека више 3 сата овие ги гасим. Што оневозможува? Дали ветерот? Ветро и слабо вода има покриено, нема пожарни. Многу малку. Сега дојде овие. Да. Уште колку ќе останете, не знаете? Немам поем. Колото горе бандера некој. Саме селото кое се уште гори, бидејќи пожарот не е саниран, меѓутоа еве како што забележувате, припадниците на противпожарната екипа веќе се возбудени, бидејќи постои опасност, како што реков пред малку, да се прошири огинот и во Бучиште. Навистина, ова до сега не сме виделе на наше подрачје. Селаните се исто така многу возбудени, овде се работи се што може да се стори, меѓутоа не знаеме да ви дадеме никакви во моментов, никакви официјални податоци колкава е штетата и се што е зафатено со пожарот, бидејќи во оваа трка околу и борба со огнената стихија, навистина нема кој да ни даде такви информации, но се надевам дека ќе ги имаме во текот на утрешниот ден. Еве, го напуштаме селото, навистина за жал не можеме да кажеме дека огнот е саниран, но сепак се надеваме дека сите овие овде што помагаат и жителите, и резервистите, и противпожарните екипи, и полицијата ќе успеат да го санираат пожарот. Што ви изгоре? На мене те бранеме още, куќата не е изгорел, тој имам јас, а куќа доле на гумното се изгоре тамо. Ка што знам што изгоре, јас сум непокретна, не можам да одам, те тој еден човек ќе искочи надвор, стои, унатре не седи, вика. А изгорела многу натамо, не може да одам. Дали паметите селото да го зафатила една ваква несреќа? 18-та година, кад се моето момче родило, свекрва ми е кажувала. Тога е било, па сега масак дошло кај Стрмош, викат. А не знаете од што настана пожар? Не знаем, од кај Стрмош дошло, тамо што е настанало, они знаат. Прво се школото запали и намо, се.
Како што можете да приметите, почитувани гледачи, еве на почетокот од селото се уште не е саниран огнот. Тоа е оставен сам на себе. Жителите велат куќите да останат неизгорени, па за нивите што сака нека биде. И како што веќе пред малку реков, противпожарните екипи веќе се префрлуваат кон Бучиште, бидејќи се плашат ветерот да не го разнесе огнот и да не го зафати ова село. Рековме дека немаме официјални податоци, бидејќи не можеме да ги добиеме од никого. Меѓутоа, како што можевме тука да слушнеме, се говори и дека сепак за овој огромен пожар, како што не паметат жителите од оваа село, сепак е виновен човечкиот фактор. Тамо горе, за Македонија. Напоменуваме, почитувани гледачи, дека овој материјал ви го предадовме така како што го регистрираше камерата на нашиот снимател Горјанчо Досев, значи не монтиран, а сигурно дека официјалните податоци за тоа кој е причинителот на пожарот и кои се штетите, најверојатно ќе ги имаме од официјалните институции. А поради намалена издашност на водата во бунарите во галеријата во Ратавица, веќе се чувства недостиг на вода, што не обезбедува нормална работа на пумпите, кои пумпаат вода за Пробиштип и другите населени места, што се снабдуваат со вода од градскиот водовод. Поради немање на вода, пумпите не работат по 2 до 4 часа во едно деноноќие. Поради тоа, од јавното комунално предпријатие Линден информираат дека не се во состојба доследно да се придржуваат додадениот распоред за рестрикција во водоснабдувањето. Инаку денес од 7 часот и 30 минути до утре до 7 часот и 30 минути беа исклучени селото Пробиштип и Ратавица. Според планот пак утре ќе бидат исклучени од вода од 7 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути централното градско подрачје, населбите Камењар, Калниште и Стрмош. Во недела од 7 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути вода ќе немаат високата зона на Калниште под улицата Кочурацин, урбанистичката единка 30 и Камењар, а од 15 часот и 30 минути до 7 часот и 30 минути во понеделник ќе биде исклучено селото Пробиштип. И денес имавме сончево и топло време, високите температури се уште се присутни и денес температурата во градот изнесуваше 38 степени. Затоа внимавајте, пожарите се близу до нас. Ова беше се во вестите. Пријатна вечер, почитувани гледачи.